Ако остане иста, сегашната откупна цена на тутунот ќе биде проблем, предупредуваат од Сдруженијата надгледувачи на тутун. Според нив, цената на откуп која е договорена уште во март и изнесува 239,7 денари по килограм, сега е помала дури и од производната. Производната цена сега на килограм тутун некад беше по 240 денари. Така да ова цена веќе не ја покрива ни производната цена, што значи мора да претрпе корекции. Корекции и тоа подхитно треба се седне да се разговара со аргументи, со факти, да се согласи цена која ќе биде економски оправдана и рентабилна. Ако се продолжи со овај тренд, дефинитивно тутунарството ќе згасне како култура. До сега во неколку наврати тутунарите барале реакција од ресорното министерство и од купувачите за нагорна корекција на цената. До сега одговор не добиле од никој. Поради ова годинава тутунарите најавуваат протести и блокади какви што немало до сега. Ова година ќе биде уште поддраматично и ќе биде уште полошо доколку не се најде адекватно решение, одржливо решение. Сигурно дека ќе има реакции и вака не може повеќе. Мора да се менат работите, мора земјоделието да дојде до едно ниво, одржливо земјоделие, каде луѓето ќе можат стварно достоинствен живот да живеат. Вака повеќе не може. Со идентичен став се и од новоформираните тутунарски здруженија, од каде упатија директно писмо до премиерот Ковачевски. Господине Ковачевски, имате доволно време пред почетокот на откупот на тутун во државата за оваа реколта, за да реагирате на време и да изнајдете начин за покачување на цените по класи. Од вас зависи дали ќе застанете зад интересот на 100.000 граѓани производители на тутун или зад интересите и екстра профитот на поединци. И само од вас зависи дали ова прашање ќе се затвори пред почетокот на откупот или повторно тутунарите ќе бидат приморени да протестираат. Кратко по овие заканувачки изјави на производителите од Прилеп, лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски најави дека откупните цени сепак ќе бидат повисоки. Имавме комуникација со Министерството за земјоделие и заклучивме овогодинешните цени да бидат прва класа 300 денари, втора класа 240 денари, трета класа 180 денари и четврта класа 100 денари. Сето ова е 20% повеќе од минатата година. Дали овој предлог ќе се совпадне со очекувањата на производителите е неизвестно, но најважно е дека двете страни имаат можност за договарање.